Поздрав, магична моја фамилија, добре дојдовте на Уналум Тарот. Денеска ќе биде една тема која што не е поточно тема, туку ќе бидат 3 групи, 3 карти, 3 различни приказни во теке на снимање на овие 3 групи. Првата група ќе биде една приказна која што ќе биде сталност. Втората група ќе биде свештеник, значи приказна, и третата група е тага. Енергија која сакате група можете да ја одбирете. Ова ќе биде енергија да нема тема, туку ќе бидат 3 карти, 3 различни приказни. Се надевам дека ќе уживате во видеото и дека ќе се пронајдете сите во некоја од 3 групи или пак 3 карти. Се гледаме наскоро. Поздрав! Поздрав, магична моја фамилија. Добре дојдовте сите на Уналум Тарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето срце ви се заблагодарувам за секој ваш еден голем допринос, за мене голем. Се надевам дека сите сте добро и здраво и дека сите ќе уживате во денешново читање на тарот картите. Јас ги определив веќе картите, не се ставаат во ова читање, туку веќе се определени, така да имаме 3 карти, 3 различни приказни. Па да започнеме со првата карта, да видиме што сака да ни каже оваа приказна за некој од вас кој што ја одбра, да бидеме во единство, да дознаеме, спознаеме, да земете смирница, секогаш улогите можат да бидат заменети и не заборавајте, штитете се. Штитете се од енергетски напади. Сега во ова време има најмногу, затоа што крајот на таа 3D матрица е веќе во распад, така да се надевам дека сите ќе ме разберете што сакам да ви кажам, да знаете и спознаете за нечесни сили кои што влегуваат во нашата енергија и хараат во нас, се одразуваат тие нечесни сили во енергии на болести, на моментални излудувања или пак енергии да сме нервозни на нервна база. Јас се надевам дека ќе ме разберете што сакам да ви кажам и дека ќе останете во едно светло, енергија да секогаш универзумот победува и секогаш ги победува овие нечесни сили кон сите нас. Енергија да не штити и не заштитува, како што и не заштитуваат сите ангелски сили кои што влегуваат на земјиното тло. Ајде да видиме што сака да каже првата карта или пак првата приказна. Сталност. Енергија, сталност или пак трајност. Енергија каде што и од толку многу напади некој, од толку големи напади, некој изградил кула која што не ја возвратил, туку направил една кула каде што и се штити. Енергија да биде штитеник за стабилност, мир и сигурност. Јас се надевам дека сите вие кои што ја одбравте првата карта сте биле атакувани во претходниот период, сте биле омаловажувани, енергии кои што сте земале моментални нееднаквости од луѓе персони спроти вас кои што не сте возвратиле, но сте направиле една огромна кула кој што сега ја применувате во одбрана, а таа е кула на сталност или пак стабилност, кој што внатре во оваа кула имате мир и сигурност. Градите мир и сигурност. Ајде да видиме што сакаат да кажат и тарот картите.
Кралот на штаповите, еден ватрен енергетски дел, каде што и овој ватрен знак е во енергија на борбеност. Некој од вас може би е во ватрените знаци или пак е во енергија да сте биле атакувани од кралот на штаповите. Енергија каде што овој крал на штаповите е ватрена енергија. Има доминантен Марс во наталот, во Овен, овновска енергија, каде што и ова е ратничка енергија, борбена енергија, каде што и се надевам дека некој од вас го носи овој епитет кралот на штаповите, каде што и се бори за да направи една огромна енергетска вредност, а тоа е стабилност во неговата енергија или пак во неговиот дом. Ова може да биде дом за некој од вас, каде што и стабилноста, мирот и сигурноста ќе озваничат една сталност или пак една стабилност во неговата енергетска вредност, а тоа е дом. Ајде да видиме и другата карта. 4 штапови, токму така, некој се бори за својот дом. Енергија каде што биле атакувани енергетски вредности на вашиот дом, се борите за вашиот дом, ставарате за вашиот дом за да го зачувате, затоа што некој генерално сака да го разруши вашиот дом. Енергија да биде во ваша заслуга она се што и припаѓа во вашата енергетска вредност, а тоа е 4 штапови, ова се ватрени енергии, но стабилни енергии, вашиот дом, вашиот брак, вашиот енергетски дел. За други пак ќе важи дека некој кој што е во врска, љубовна врска, а сака да изгради дом со неговата друга половина, се бори со атакување од други енергии, каде што и не дозволува, не е во дозволителна енергија. За некој од вас ќе важи дека имате препреки во домот, каде што и се борите за мир, сигурност и стабилност. Ова се туги енергии, каде што и доаѓате до една моментална енергија да ова ваша структура на дом ја зацврстите, ја донесете во структура на моментално действување, каде што и стабилноста, мирот и сигурноста ќе бидат во ваша енергетска вредност. Пажот на штаповите, енергија каде што овој паж на штаповите е токму она што ви го кажував сега. Е енергија да некој ве атакува, буквално допира до вас, го доведува вашето семејство или пак вашиот дом, или пак вас како енергија, само ве потпипнува со енергија и си заминува. Ова се спиритуални атаки, енергии духовни атакувања, каде што и ви го разрушуваат домот или пак ви предизвикуваат капки, моментални несогласувања, енергии каде што за некој од вас ќе значи дека и сте во енергија на беспарица, вашата стабилност се руинира, енергија да немате мир. Асот на пентаклите. Некој овдека ќе добие добра понуда за работа, енергија да ја зацврсти моменталната ситуација на домот, каде што и парите или пак материјалната вредност ќе бидат вкоренети во вашиот дом, ваша сигурност, ваша сталност. Вие градите една енергетска вредност во вашиот дом, каде што и се надевам дека овие атакувања нема да ви попречат на патот да дојдете до една ваша цел, а тоа е понуда, стабилна понуда за работа, работна можност, материјална вредност или пак стабилност во вашиот дом. Љубовници. Да, токму ве атакуваат и на љубовта, енергија каде што вие со вашата сопруга или пак вашата љубена енергија се почитувате, се сакате, имате согласувања, но некој на тоа не сака да признае и ве атакува од страна.
енергија да некој ви ја разрушува и љубовта за некој од вас. За други пак од вас ке значи дека вие сте во енергија на љубовници, каде што и вашата енергетска вредност е во љубов, енергија да градите стабилен дом, да градите материјална вредност, мир, спокојство, сигурност, но да биде тоа и за сталност. 8 пентакли. 8 пентакли, рамномерна енергија, каде што и градите и доаѓате до една материјална независност, дали се работи преку енергија да дојдете преку фамилиарно наследство, да дојдете во стабилност, или пак некој од вашата фамилија, поширока фамилија, ве атакува за да не можете да дојдете до 8 пентакли. Ова енергија каде што и зацврстувате материјална сигурност, стабилност во вашиот дом. 6 мачеви. Енергија да некој заминува или пак се спремате да заминете, или пак овие атакувања ќе се посредат во енергија да заминат од вашиот живот, но и ова значи дека некој од вашиот дом заминува за добра работа, енергија каде што и наоѓате работа далеку од вашиот дом за да го поткренете вашиот дом и бидете во енергија да донесете една битна и важна одлука во вашата енергетска вредност, а тоа е ваш дом, мирни води, каде што и овие атакувања ќе исчезнат за кратко време, ќе бидат во енергија да вие бидете во мир, сигурност и стабилност во вашиот дом. Добивме пар, енергија, кралот на штаповите и кралицата на штаповите. Енергија каде што и овој пар се залага да биде во енергија на мир и сигурност, доколку се работи да овој пар е во енергија да се атакува меѓу себе, а тоа е све во нивниот дом, е енергија да прекинете со атакување затоа што имате успешна излезност во вашата енергетска вредност. За да бидете во добра состојба, да бидете во една добра енергетска вредност, вие ќе треба да донесете битна и важна одлука, да ги смирите вашите страсти. Кралицата на штаповите е енергија каде што се посакува, а кралот на штаповите е енергија на природен лидер, енергетска вредност каде што вие се посакувате, вие се сакате, вие сте во единство, каде што и градите еден огромен дом, една огромна енергетска вредност. Може би во претходниот период сте били и двајцата атакувани во енергија да не сте можеле да имате мир во вашиот дом, не сте имале сигурност, не сте биле во стабилност, во сталност, но сите овие камења кои што се фрлани во вас, во енергија, да сте атакувани од други персони, сте ги собрале и сега сте изградиле една добра, стабилна енергетска вредност, а тоа е ваш мирен енергетски дом. Ајде да видиме што сакаат да кажат. И овие оракл карти за вас. Травел. Енергија на пат, патување. Некој од вас ке патува. Како што и покажаа 6 мачеви, енергија да некој од вас ке патува, дали е на физичко или на ментално енергетско ниво, ќе видиме енергија на чакрената, балансна енергија и третото око. Некој од вас му е развиена интуицијата, третото око му се отвара, енергија да некој од вас во овој дом, во оваа стабилност, донесе чакрен баланс, каде што и ќе го избалансирате вашиот енергетски дом во вас, а тоа е енергија во ваша енергетска вредност, каде што ќе бидете сигурни, мирни и стабилни. Ќе бидете на ваше спиритуално патување, како што и ќе доживеете мир, спокој и радост во вашиот дом. Некој од вас третото око му е многу развиено
и е во енергија да биде во можна енергетска вредност, а тоа е да биде во енергија на доминантна фигура, енергија каде што и неговата визуализација и неговата интуиција е премногу развиена, а други пак од вас ќе треба да избалансираат чакрената енергија, таа е кундалини енергија, која што ќе мора да работат на својата физичка или пак психичка енергетска вредност, каде што и ќе морат да се стабилизирате за да не доживувате нервни сломови или пак енергии да не сте мирни, да не можете да бидете мирно да спиете или пак енергија да бидете во ваша стабилност. Од овие Ленорман карти добивте градина. Некој од вас може би сте и во паблична енергија, значи во надворешна енергија, да ве познаваат или пак да контактирате со многу луѓе, да бидете во енергија на да контактирате со многу луѓе, да давате часови, може би сте спиритуална енергија, каде што и третото око ви е многу развиено, може би сте учител или пак ментор, некдека куќа, енергија на сигурност, стабилност, комфортна зона, енергија на фамилија и сето она што е дом. Вашите деца ќе бидат ваша енергетска вредност, каде што и ќе бидете стрекни и радосни. Значи, првата моја група да знае дека стабилноста во нивниот дом доаѓа наскоро. Мирната енергија и сигурноста ќе бидат загарантирани во нивниот дом, нивните деца ќе бидат сигурни, ќе бидат во енергија на разиграност и ќе бидат во моментална спиритуална енергија, каде што вашето трето око или пак вашата спиритуална енергија, вашата визуализација доаѓа во прв план и е во енергија да бидете во ваш мир и во ваша сталност. Прва моја група, вие ќе се изборите со еден спиритуален напад, каде што и другите персони се во ваша енергетска вредност, да бидете напаѓани, да сте биле напаѓани од други персони, каде што и ви попречувале на патот, дали за некој од вас ќе значи на вашите деца, или пак на вас енергија во вашиот дом, или пак можност да не можете да излезете од една ситуација која што сте се нашле во моментална вредност, да не сте во мир, да не сте во ваша сигурност, да не сте во ваша стабилност. Сето ова си заминува за кратко време. Вие доживувате една сталност, мирност, каде што и со вашиот партнер го градите овој енергетски дел камен по камен и се браните од спиритуални напади или пак енергии спроти вас кои што не ви мислат добро. И, драги мои, еве дојдовме и до втората приказна или пак втората карта. Свештеник вика. Енергија каде што некој од вас премногу верува во Бога, верува во Ала, Буда, енергија каде што и се е поврзано со спиритуално и духовна енергетска вредност. Некој верува во својата вера, има вера, некој верува во мудрост и ствара морал. Енергија каде што некој ќе мора да створи морал по мудар пат, во вера, во енергија каде што и верува, некој од вас е премногу традиционална личност, каде што и ќе биде во енергија да се спозна и дознае себе си дека е во традиционална енергетска вредност. Некој од вас може би е учена персона која што и верува во универзумот и во верските обичаи. Енергија каде што и е во учење на духовна енергетска вредност, каде што и се трансформира
и е во енергија да преку незината свесност влезе во една друга димензија каде што и мудроста и моралот ќе бидат причинители за добра вера. Тоа е моменталната енергетска вредност на свештеникот. Ајде да видиме што сака оваа карта да ни каже, за што поточно. 9 купови. 9 купови, енергија каде што и имаме слободна енергетска вредност, слободна љубовна енергија, каде што сме во енергија на купови. Значи, добиваме се она што и сакаме во љубовта. Енергија да спознаеме и дознаеме за нашата вредност во љубовна енергетска смисла или пак во нашата моментална, рационална енергија, да знаеме во каква слободна енергетска емотивна волја сме. Некој од вас е во оваа енергија. Слободна емотивна волја. 5 купови. Енергија каде што некој бил преварен или пак издаден во љубовта. Енергија од 9 купови сте дошле во енергија на 5 купови. Енергија да е некој издаден или пак преварен во љубовта. Енергија да не верува повеќе во љубов, затоа и овој свештеник ќе мора да верувате, да се ослоните на вашата вера, на вашата традиција, да бидете во спознавање и дознавање зашто сте изневерени во љубовта и зашто токму овие 5 купови доаѓаат во ваша енергија. Зашто? Затоа што за некој од вас ќе биде дека и огромен голем благослов сте добиле од универзумот за ваша енергетска вредност, затоа што таа персона која што ве изневерила била во енергија да ви направи еден огромен благослов, прерушен благослов во љубовта, за да дознаете и спознаете со каква вредност сте имале моментална енергетска вредност. 6 пентакли, некој не давал доволно љубов во оваа врска, енергија каде што и не верувал во премногу во љубовта, постапил мудро, постапил со негова вера, но вашиот морал го намалил. Енергија да некој од вас се давал во љубовта повеќе, а некој земал премногу од вас. Кралицата на мачевите, воздушна енергија, каде што и гледате во оваа карта, оваа кралица на мачевите гледа кон универзумот. Енергија да донесе битна и важна одлука. Ова е воздушна енергија, ова е енергија на вага, близнак, водолија. Енергија каде што и вие сте во оваа енергија, за некој од вас, за други пак од вас, ке значи дека сте во моментална енергетска вредност, да донесувате бистроумни, важни одлуки во вашата енергетска вредност. По мудар пат, вашата мудрост ќе биде загарантирана, вера кон универзумот, вера во сами себе и така ќе го повратите вашиот морал. 2 мача, енергија каде што и ви се понудил некоја енергетска вредност, но вие не прифаќате можност да бидете во енергија да се одлучите, има нешто што не го гледате во моментов сега, енергија да треба да одлучите, но ќе се одлучите од кога ќе го трнете овој превес на очите, енергија каде што нешто е прикриено од вас, нешто не го гледате јасно. Не можете да го видите јасно, значи треба да научите некоја лекција плюс за да се одлучите и да тргнете понатаму во вашиот енергетски љубовен живот.
Следна карта 4 пентакли. Токму така, вашиот партнер или пак вие сте во енергија на 4 пентакли. Ова е енергетска вредност која што е скржава, но е стабилна, материјално обезбедена, енергија, но е во рутина дом, домашна енергетска вредност, каде што и некој од вас ќе треба да го напушти својот домашен плакар, да излезе надвор на светло на денот, да дозна и спознае за себе, но и да биде во енергија, да не биде скржав. 4 пентакли, енергија каде што вие не ја гледате суштината на вашиот партнер кој што ве издал во љубовта. Зашто тоа го направил? Затоа што бил скржав, не сакал да ви подари една морална енергетска вредност и не сакал да биде во енергија да верува во вас. Следна карта 9 штапови, енергија каде што и вие сте во моментална енергетска вредност. Тест од универзумот, 9 штапови, енергија каде што и сте се бореле, сте биле во енергија на борба. За некој од вас ке значи дека ке бидете во излез, дека имате терет, имате мала блокада, тоа е тоа што не го гледате, треба да го научите. Енергија каде што и треба да научите некој дел од љубовта која што не сте ја виделе во претходниот период, но сега ќе ја видите. Ова е тест на верба. Тест на верба од универзумот. Ова е блокада каде што универзумот ве блокира и ви вели не. Ти ќе останеш во оваа енергија и ќе бидеш во енергија да научиш да ми дадеш одговор за колку веруваш во мене и колку веруваш во себе. Енергија да го повратите вашиот морал во вашата енергетика од персона која што ви го нарушила вашиот морал, а тоа е вашиот љубовен партнер. Темперанс, енергија каде што и имате ангелска закрила, енергија каде што имате дивајн енергии, ова е почекување, енергија на почекај, застани, све во време, во божанско време, ќе се одвијат енергиите за тебе. Енергија каде што и имате божанска интервенција или пак ангелска интервенција која што доаѓа до вас, да ве спаси, да ви даде утеха, да бидете во енергија да поверувате во сами себе и да го вратите вашиот морал. За некој од вас ке значи дека спиритуалното водство ќе ве води од сега па натаму, ќе бидете под голема спиритуална енергетска вредност, каде што и спиритуалното водство ќе ве води, ќе бидете во енергија на учење, како треба да работите по спиритуална енергија. Токму така, епифанија, ќе доживеете еден препород, ќе доживеете една идеја, ќе се створи една идеја во вас сами, да бидете во енергетска вредност, епифанија, поновно раѓање на вашиот морал, на вашата верност, на вашата мудрост, на вашата енергетска вредност. Затоа и овој свештеник се јави денеска во оваа приказна, каде што и ви кажува све во божанско време. Енергија дека ќе се одвие се во божанско време. Се ќе се деси во божанско време. Доколку сакате да универзумот му врати на оваа персона, верувајте дека ќе врати кога ќе дојде време. Овдека добивме една стара жена и со лилјани. Енергија каде што оваа стара господја може би е ваша баба, мајка, некоја стара персона која што ве е ваша пријателка. Ова е многу искусна персона која што е во енергија на мир, сочувство, има енергија на мудрост во неа, така да оваа персона ќе ви подари една огромна енергетска вредност доколку разговарате со неа, доколку дојдете во разговор со неа.
да зознаете и спознаете за сами себе, можеби и таја ќе ви го донесе моментот на епифанијата, да дознаете и спознаете за некоја енергетска вредност во љубовта. Бидете остроумни, бидете во енергија на селфиш, енергија на себичност. Бидете мудри, носете мудри заклучоци и бидете во енергија како оваа лисица, енергетска вредност, да не дозволувате никој друг да ве надитри во ваша енергетска вредност, да бидете во енергија да не дозволувате по енергија трикерски патови, значи да не дозволувате по енергија, го преведувам ово од англиски, трикери е енергија да некој си игра со вас, значи да не дозволувате да си играат повеќе со вас енергии од спротивниот пол, да не дозволувате да бидете во енергија на изиграна персона, туку вие да изигрувате персони, но по мудар начин. Да бидете во енергија на селфиш, значи да бидете во енергија на себичност, да бидете во енергија на донесување битни и важни одлуки, а таа персона која што ви изиграла во љубовта, да знаете дека била во енергија на голема нејзина одлука, но таа одлука ја направила во неубав енергетски дел, донела недобра одлука по вас, била во енергија да не би верувала и да била во енергија да сумњала во вас за нешто. Дрво. Енергија каде што и вашето здравје ќе се подобри со оваа енергетска вредност на верност, на вера, мудрост и морал. Енергија каде што вашата виталност ќе биде во огромна енергетска вредност. Знаете дека ова е ваша кармична лекција, каде што мора да ја научите, оваа карма ја тргате, ја ставате под нозе и пловувате во еден спиритуален енергетски пат, каде што и раснете во тој пат. Енергија каде што ова се енергии од прошлите животи, каде што и затварате едно поглавје на една огромна карма во вашата енергетска вредност. Втора моја карта или втора моја приказна, сите вие кои што го одбравте свештеникот, да знаете дека комплетно затварате една карма во вашиот енергетски дел со персона која што ве издала во љубовта и не била вредна за вас. Вие се ги изградувате во една друга енергетска вредност, каде што ја ојачувате, сте на еден спиритуален пат и вибрирате во повисоко енергетско светло. Се гледаме во наредно видео, втора моја карта или втора моја приказна. И продолжуваме со третата карта или последна приказна. Тага. Ова тага некој ја има од многу подавна. Енергија да за нешто жалите, пролеани солзи, но нешто и треба да ослободите од вашата енергија. Оваа свеќа е енергија која што вели ослободување во енергија да добиете некоја назнака од универзумот дека секогаш постои нешто што после тага секогаш доаѓа радост, а после дожд секогаш доаѓа виножито. Енергија да се смири некоја енергетска вредност, може би сте тажни за нешто што треба да го искорените. Ова ме влече во една енергија каде што вели ослободување.
нешто треба да ослободите од вас. Енергија која што тагата ви е натрупана во вас, со жалост, со солзи, но и треба комплетно да ослободите нешто. Ајде да видиме за што се работи во денешново читање на оваа приказна. Витезот на куповите, енергија каде што доаѓа брзо, персона која што ви нуди љубов, енергија на стабилност, енергија на... Витезот на куповите е енергија на романтика, енергија на романтична енергетска вредност, но вие тоа не можете да го видите затоа што сте во жалост, во енергија за, можеби, за претходна енергетска база, на љубов, енергија каде што и сте во енергија на 8 мачеви, затоа и тага, енергија на блокада, нешто не гледате, енергија на анксиозност, депресивност, секогаш во мисли, во размислување, но и нешто ќе се случи со вас во ослободување. Ќе биде енергија на ослободување. Херофант. Клучот е во вас, драги мои. Имате енергија да научите за ваше ослободување, да не бидете тажни, да не бидете во енергија да вие сте премногу традиционална персона која што и универзумот ве гледа преку оваа свеќа. Енергија да секогаш и постои врата која што ќе се отвори за вас, а тоа е вратата на ослободување, на нешто што треба да ослободите од вас, да се ослободите од некоја енергија која што долго време тлее во вас. Витезот на мачевите. Добивате порака, комуникација со персона која што се надевам дека ќе биде во енергија ваша, со персона која што е со персона која што ќе ви понуди повеќе опции, ќе ви понуди повеќе енергетски вредности, да можете да бидете во енергија, да запазите и да ова се ваши инспирации. Оваа персона ќе ви понуди инспирација, енергија каде што и ќе треба да се одлучите за некоја енергетска вредност, како да се ослободите од вашата тага. Нешто треба да ослободите. Енергија да ослободите преку комуникација, преку ваши избори. Токму така. Вие сте во една енергетска вредност каде што и сте напуштиле некој партнер или не од нешто. Ке треба да се ослободите, да заминете, но и да работите на вашата емотивност. Да не бидете во изолација, да не бидете во емотивна изолација, да не бидете тажни, туку да ослободите момент на ваша енергетска вредност. Осум штапови, ви стига глас од универзумот кој што ќе биде во енергија да ваша желба, ваша енергетска желба која сте ја имале или пак некоја манифестација која што сте ја носеле во вас сами, е да прекинете со вашата тага, да прекинете со вашата жалост, со вашите солзи, едноставно да се ослободите од стрес, нееднаквост, сето тоа што ве мачи во претходниот период, е да ви се спушти некоја манифестација која што сте ја имале подолго време.
токму така ќе ви се подадат раце, дали од универзумот, дали од персони спроти вас, да ви помогнат во целосно ослободување на енергетска вредност или пак во ослободување на некој терет што го носите во вас сами. Вели торба полна со џамлии. Торбата од џамлиите. Енергија да внимавате да не се лизнете на овие џамлии, да бидете во енергија да внимавате, затоа што овие џамлии се вртат. Се во енергија да нешто што било лизгаво, нешто што било во енергија на терет, треба да го ослободите. И ќе дојдете во една енергетска вредност каде што и ќе прославувате. Ќе бидете во енергија на прославување за ослободување на некој терет што сте го носеле во изминатиот период. Кула. Енергија на изолација, вие сте во его, во сама енергетска вредност, во саменост. Меланхолија, енергија да оваа кула во Ленормандот, значи момент каде што и ќе треба да ослободите меланхолија, осаменост, ваше его кој што го носите во вашиот биоритам, значи да се ослободите од секоја вредност кој што ја имате, затоа сте и тажни, ви следува енергија на стреќа, огромна стреќа која што иднината, вашата судбина ви ја предодредува, да знаете дека промените ќе ги имате во надеж дека ќе се ослободите од некои тешки моменти кои што ги носите во вас сами. Промени, енергија на промени, трансформација, вие ќе бидете во една огромна енергетска вредност, а тоа е трансформација во вашата енергија. Трета моја група, да знаете дека вашата трансформација ќе се одигра баш сега и ќе биде во енергија да се ослободите од секој можен терет кој што ви создавал жалост, солзи, тага, енергија на анксиозност, егоцентричност, енергија да сте осамени, да се имате чувство на осаменост, да знаете дека трансформацијата е токму во енергија каде што и ќе ослободите еден огромен стрес во вас, за да можете да отпочнете едно ново поглавје во вашиот енергетски живот. Се гледаме во наредни пораки. Поздрав!